Македонско радио. Радио Скопје. Актуелно. Господине Пешев, и покрај владините најави за доаѓање на повеќе странски инвеститори, сепак изостануваат големи компании. Македонија по влез на странски инвестиции е на дното на Балканот. Како ја коментирате оваа ситуација? Мислам дека нема да кажам ништо ново, ако кажам дека Македонија е многу мала држава со исклучително мал домашен пазар. За да трагедијата биде поголема, обкружени сме со држави кои имаат многу слична позиција како и ние, особено економска, а да не говорам дека и политичките состојби во тие држави се многу наликуваат на она што имаме ние кај нас. Во такво окружување не е ни чудо дека долго време Балканот беше една од најнепожелуваните дестинации во кои странските инвеститори наоѓаат интерес да се појават како инвеститори. Мислам дека изминативе години ќе биде коректно да кажеме дека со напорите на владата и со некои генерални променети стратешки цели какви што беа поставени, успеавме повторно Македонија да ја вратиме на мапата за странски инвестиции, што јас го ценам и треба да бидеме коректни, како голем успех за нашата држава. Она што загрижува е профилот на компаниите кои најдоа интерес да инвестираат во Македонија и кои се наоѓаат во категоријата на инвеститори кои имаат мала додадена вредност и го ослонуваат своето производство на база на ефтина работна сила, која не овозможува да развојот иде во неограничени димензии, заради тоа што и ние не можеме да понудиме пул на неограничена работна сила која може тоа да го исполнува. Значи, сериозни се лимитите на овој тип на инвестиции и некои држави, како да кажеме Унгарија би ја споменал, поминани за овој циклус, за да после десетина години од првите инвестиции пробаат полека да се излечат, особено во делот на автомобилската индустрија и индустријата на материјали за автомобилска индустрија. Дали е тоа добро кога велиме ние имаме квалитетен кадар, имаме стручњаци, а ги плаќаме ефтино? Например, познато е во големите компании што оперираат во индустријските зони, платата е околу 500-600 евра. Значи не можеме еден инженер од областа на електрониката и така натаму да го платиме толку ефтино. Дали можеби не треба да се смени перцепцијата и за да се зголеми стандардот на населението дека она што е стручен кадар мора и странецот да го плати. Значи не можеме да се продаваме за без пари на странците. Ако ги земеме субвенциите на владата, кои се директно наменети за директните странски инвестиции во државата, тогаш веројатно странците ќе бидат скоро упатени на истата понуда која имаме и ние како нормални компании во Република Македонија. Значи цената на работната сила ни одалеку не е на толку ниско ниво како што ја добиваат странците, за разлика од нас економијата нормална, која тоа го обезбедува од пазарот на работна сила во Македонија. Инженер си инженер, тој има знање или нема знање, така? Токму заради тоа, значи бруто платата за мене е многу поголема од бруто платата за странскиот инвеститор. Ако тргнеме по таа логика, значи нето платата се исплатува подеднакво и на едната страна и на другата страна, за разлика од тоа странскиот инвеститор добива подобри услови од мене како нормална компанија. Во Македонија стопанисуваат крупни глобални компании како Johnson Matthey од Британија, потоа Johnson Controls, Kemet Electronics од Соединетите Американски држави, Motherson од Индија, Protect Group од Русија, Draxel Meyer и Kronberg и Schubert од Германија, Технокозе од Италија, Jewelry Company, TAF од Турција и многу други. Секоја мала држава би сакала да ги привлече големите светски брендови и марки да инвестираат во Македонија. Во Македонија беше и најбогатиот човек на светот, Карлос Слим. Тука, изрази големи комплименти, големи комплименти за Македонија, меѓутоа ништо не инвестираше. Тој не инвестираше во Македонија, меѓутоа тоа не значи дека нашиот пазар е беззначен. Меѓу другото се кажа некои коментари дека Македонија е многу мал пазар и затоа големите мултинационални компании, големите имија од типот на Карлос Слим и не сакаат да инвестираат во Македонија. Господине Пешев, зошто не одбегнуваат големите интернационални компании? Зошто ја одбегнуваат Македонија? Дали навистина сме толку мал пазар или можеби Македонија може да биде пазар каде што ќе се задоволуваат потребите во европски рамки на големите компании? И мене ми се чини дека трендот е таков, ги немаме навистина најголемите светски брендови. За волја на вистината имаме и такви брендови од типот на ArcelorMittal и Mittal Steel. Например, тоа се водечки светски компании во производството во металниот сектор. Во принцип,
се покажа дека и тоа не е идеалната солуција кога треба да се приватизира одредена економија или да се дозволи на странски инвеститори да влезат во државата. Например, премногу голема компанија тактизира со своите производни капацитети низ светот и некогаш знае и без потреба да ги отвори или затвори капацитетите за да го балансира светската понуда на пазарот. Значи, за една економија малечка како што е Македонија, не нужно влезот на најголемите светски компании мора да значи и најголем бенефит. За нас би било идеално да ги имаме компаниите кои ќе бидат најмотивирани, кои носат најголемо ниво на инвестиции од аспект на технолошко унапредување на работењето, најголема додадена вредност и унапредување на квалитетот на производството со подигнување на вкупните стандарди, како на работата, така и на луѓето што вработат во тие компании. Заради тоа што тоа е тој потенцијал на кој една економија долгорочно може да се ослони и подосна и кога ги нема тие странски инвеститори ако одлучат да си заменат од државата, остануваат како реален потенцијал за економијата во државата. Мислам дека сега прв пат ќе се суочиме во годините што следуваат, прв пат ќе се суочиме со реалните капацитети на понудата на работната сила на нашиот пазар на работна сила. Мислам дека таа е неадекватна и ни сите овие години, значи не говорам сега за една политичка гарнитура, говорам за фабричка маана наследена ни сите овие години во кој неадекватно се едуцираше кадрот, а во последните години можда и неплански се изврши преквалификација на работната сила со форсирање на одредени сектори во кои реално не можеме да постигнеме никаква понуда на работна сила, а за други сектори на кои навистина ни треба работна сила, ја немаме. Додатно на тоа, сакам да ви кажам дека Македонија нема излез на море. Тоа е многу сериозен хендикеп. Инфраструктурата дури сега после 10 години сериозно почиња да се раздвижува. Да, сега правиме автопати. Ние имаме потреба за брз излез кон барем европските пазари. До Европа, од Македонија кога ќе тргнете, ако не идете по регуларните водени патишта, мора да поминете низ граници кои сега уште ги функционираат како граници. Значи, доскоро Македонија имаше сериозен проблем како и со транспортот да се справи заради тоа што нашиот камион најтешко доаѓа до европските пазари ако го споредиме да кажеме со камионот кој поаѓа од Бугарија или кој поаѓа од Романија или кој поаѓа од Словачка или Чешка. Оно што е многу важно да се разбере дека досегашното наши лимити сега заради ново настанатата безбедносни проблеми кои настанаа заради проблемите со бегалците, заради проблемите со Блискиот Исток, Северна Африка, големиот број на бегалци, блокираните граници, полека стануваат и европска реалност. И мислам дека и Европа се подалеку од нејзиниот ултимативен сон на единствен економски пазар без граници, во кој ќе се развива економија со огромни пропорции која ќе може конкурира на најголемите светски економии. Македонско радио. Радио Скопје. Актуелно. Почитувани слушатели на Македонското радио, Радио Скопје, разговараме со председавачот на Собранието на Стопанската комора на Македонија, Антони Пешев, за повеќе сегменти од економијата. И моето следно прашање, господине Пешев, се однесува околу буџетот. Имено, секоја година владата носи се поголем и поголем буџет по обем и со структура на буџетот реално неостварлива. Буџетот по обем е речиси 3,5 пати поголем од пред 10 години. Државната каза сега тежи ова година 3 милиарди и 200 милиони евра. Неравномерната дистрибуција во трошењето пари е редовна и нездрава практика која се случува секогаш кога имаме избори. Истакнати економски аналитичари анализираат дека сите буџетски средства, парите од евроврзницата од крајот на минатата година ќе се потрошат во овој предизборен период. Господине Пешев, може ли македонското стопанство да издржи ваков голем и гломазен буџет? Генерално сум секогаш оптимиста, заради тоа што изминативе 25 години колку што реално функционирам на македонскиот економски пазар, заклучив дека македонската економија е исклучително жилава и отпорна на овие турбуленции кои се случуваат од време на време. Меѓутоа, мораме да бидеме внимателни за една многу важна разлика која сега ја забележуваме првпат после низа години, а тоа е нивото на државен интервенционизам во економијата во одредени сектори, каде што државата во почетокот имаше многу позитивен ефект, помагајќи им на секторите да се развиваат. Меѓутоа, заради своето директно инволвирање и немањето планска стратегија како да се излежат од тие сектори, може одредени сектори да ги навлече во многу тешка позиција во која државата наместо да стане најголем партнер
што и реално е во нашата држава, да стане најголем конкурент или дури најголем кочничар на понатамошниот развој на тие сектори. Пред се би кажал тука се работи за градежништвото. Да не беа инфраструктурните објекти кои во изминатата година беа започнати во Македонија, градежништвото ќе беше во многу исклучително тешка позиција. Меѓутоа, она што перманентно го говориме дека инвестирањето, особено на државни средства, треба секогаш да иде плански, стратешки, во цели кои ги имаат видлива и остварлива повратна вредност, која на економијата, барем ако не директно, индиректно ќе донесат конкурентна вредност, која подоцна може да биде ефектуирана низ конкурентската позиција на нашата економија. Генерално, низ можноста да се пласираме на странски пазари, да станеме интересна и атрактивна локација за инвестирање, а мислам дека она што е многу важно да се забележи е дека инвестирањето на буџетот мора да има и своја компонента која значи поддршка на економијата локално. Мораме да се ослободиме од тоа дека само странските инвеститори ја градат економијата. За нас е потребно да и домашната економија биде подигната на ниво која би можела да генерално на долги стази го полни истиот тој буџет од кој некогаш била помагана, од причини што мислам дека не треба една држава мораме да го разбереме тоа. Ние мораме да се извлечеме дека немаме само држава заради политика, него имаме држава која функционира со целокупниот свој профил и ако ви треба да уништите државата, понекогаш е полесно да државата ја уништите економијата отколку да ја нападнете како војна сила. Господине Пешев, меѓутоа ако 2/3 од буџетот уставно одат за социјални трансфери, тоа значи за исплата на социјални трансфери, за исплата на гломазната јавна и државна администрација, многу малку остануваат пари во реалниот сектор. Во овој контекст, ако зборуваме за буџет од 3 милиарди и 200 милиони евра, тие пари не одат во економски развој, одат за плати на администрацијата и за подмирување на потребите на социјалата. Буџетот и нема некоја голема развојна функција, државата се задолжува за да ги исплати овие расходи. Ситуацијата таква каква што е неподнослива. Значи ние треба да се навикнеме дека во еден момент државата ќе треба да стави точка на зголемувањето на потрошувачката. Ама тоа се одвива во континуитет. За жал, се додека државата се наоѓа во оваа фаза во која се наоѓаме, и заради сите оние екстерни околности за кои и нашата држава не може да влие директно, значи говориме за големата економска криза, хипотекарната криза во Америка, намалувањето на пазарите, екстремното зголемување на цената на нафтените деривати во периодот кога тие највеќе ни требаа. Значи екстерни параметри кои на економијата даваат додатни товари кои на прв поглед изгледаат непостоечки, меѓутоа реално директно влијаат на нашата економија. Дури ми изненадува дека сме заборавиле дека во еден период некој покушаваше да не убеди дека Македонија нема да трпи никаков проблем од глобалната економска криза затоа што било многу малку пазар одвоен од рестот од светот. Тоа не е точно. Македонија ќе ги доживее не со таква драматика тие удари, меѓутоа дефинитивно Македонија со многу параметри, особено заради тоа што нашите најголеми економски партнери и понатаму се земите на Европската унија, особено Германија. И се додека нивната економија иде горе-долу, ние ќе имаме исти такви турбуленции на нашиот пазар. Господине Пешев, треба да останеме на ова темпо вака што се одвиваат работите или треба да размислиме дека компаниите треба да бидат двигатели на економскиот развој, а не државата преку инектирање пари преку буџетот? Скоро една декада бевме премногу фокусирани на привлекувањето на директни странски инвестиции, што може да се третира дека не е генерално лоша стратегија, заради тоа што беше мотивирачки циклус во почетокот на промената на нашата индустрија од прилично затворена во таква која подготвена се појави на светските пазари. Значи тоа го гледам како позитивен елемент, меѓутоа ценам дека после 10 години се наоѓаме на многу важна точка во која треба да извршиме ревизија на нашите стратешки цели и таргетите према кои нашата економија треба да патува, заради тоа што премногу ослонувањето и сега на директните странски инвестиции во услови кога во светот се случуваат сите овие турбуленции кои сега сме сведоци дека се случуваат, може да не доведе до ситуација да директните странски инвеститори дури и по цена да ги изгубат парите што ги инвестирале во Македонија, се повлечат од Македонија и ние ќе останеме на бришен простор. Тоа за нас е неповолна ситуација и затоа мислам дека ќе биде добро да се направи една ревидирана стратегија за периодот што следува во кој ќе се даде осврт на стимулирањето на домашната економија и поддршката на домашните инвеститори. Македонско радио. Радио Скопје.
Актуелно. Актуелно. Во рамките на Европската Унија познати се други механизми за зголемување на фискалната дисциплина и контрола врз државните трошења. Значи, воведувањето на фискалните правила треба да се спроведува или преку закон за јавни финансии или преку формирање на фискален совет. Господине Пешев, зошто не се прифаќаат ваквите практики, кои се нормални во Европа? Фискалниот совет како елемент, пошто го споменавте, а сега во последно време е популарно да се дебатира околу таа тема, не е застарен концепт. Фискалниот совет како механизам, мониторинг на начинот на кој се користат јавните средства и начинот на кој се генерираат глобалните економски агрегати во државата, е настанато и има посебна важност, особено во периодот кога Европа почна да има една валута, а повеќе држави треба да ја спроведат валута. Значи, класичните механизми на Централна банка кои ги имавме ние како држава, во Европска унија скоро се неупотребливи од аспект на тоа дека една Централна банка може да ги контролира сите тие агрегати, пошто имате повеќе држави што се членки на Европската унија. Од тие причини, единствениот начин на контролирање на нивните генерални економски позиции е преку контролата на нивното трошење и прибавувањето на средствата во буџетот. Значи, од таму е дојдена таа потреба. Да подсетам дека најголем дел од државите од Европската унија во изминативе 5 години имаат воведено такви фискални совети. Значи, почнувајќи од тоа дека најблиските наши комши кои не се членки на Европската унија, Хрватска, па сега најпоследно 2013 година и Франција воведе фискален совет. Што е сврхата на тој фискален совет? Ако имате здрава политичка логика, ако имате здрава политичка платформа, ако имате реална економија, ако генерирате и ги прибирате средствата добро, а буџетот е добро избалансиран, па нема функција нормално. Меѓутоа, ако има дилема околу тоа дали средствата се користат добро или не, како што сега моментално се отварат многу дебати околу тоа. Дали се користат директно во економијата или за нефункционални градби, така натаму, тоа има ефект. Она што е битно да се забележи е дека фискалниот совет по својата структура е непартиско, многу високо експертско тело во кое некогаш членуваат и странци, кое реално е наменето да посредува помеѓу спротивставените страни на тоа како се користат јавните приходи. Да, меѓутоа да не зборуваме за советодавно тело, да зборуваме за институција. Така, ако е советодавно тело, можете и викнете и недобрите, економски аналитичари и така натаму, ако владата не ги слуша, џабе вие да постои таков фискален совет. Економската пракса разбира повеќе типови на фискални совети. Од чисто советодавни до ултимативно извршни. Еден од највулгарните примери на таков фискален совет е така наречената тројка, која често ги посетува нашите комшии доле на југот во Грција и им ги проверува финансиите глобално. Им дефинира кои им се следните таргети на трошењето и кои им се следните таргети на прибирањето на средства по основ на даноци и плати. Она што е битно е дека дури тие се вмешуваат во генералните политики на државата, не само развојните планови на државата, него и во базичните агрегати на потрошувачка, намалување на пензии, намалување на мислам дека Македонија не е дојдена до таа фаза да и треба фискален совет кој би имал толку високи овластувања. Евентуално, ако до тоа уопште има потреба, во услови кога има потреба да се разјаснат и да се зголеми транспарентноста на трошењето на средствата, ако оцениме дека сме премногу задолжени, да се воведе тоа тело во прва фаза како совет одавно, а во втора фаза можеби со некакви лимитирани капацитети. Мислам дека она што го заговараат воведување на фискалниот совет како ултимативен, како да кажам, државен орган кој ќе одлучува таа работа, ја намалува автономијата на државата и влегува во юрисдикцијата на Министерството за финансии и на владата генерално и мислам дека тоа ниту една политичка опција не би ја прифатила во овој момент. Македонско радио. Радио Скопје. Актуелно. Актуелно. Почитувани слушатели, разговараме со Антони Пешев, председавач со Собранието на Стопанската комора на Македонија. Во буџетот за годинава се планирани крупни капитални инвестиции и се одвоени средства за повеќе стратешки и други инфраструктурни проекти. Пример, приоритет се изградбата на автопатите во Македонија, Миладиновци Штип, Демир Капија Смоквица, Охрид Кичево. Тие треба да бидат готови за 2 до 3 години. 155 километри автопат значат инвестиција од преку 800 милиони евра.
Господине Пешев, тендерите ги добиваат странски компании, нашите се јавуваат како подизведувачи. Како да се надмине ваквата практика? Делумно сте во право, меѓутоа малку е поделена работата. Во минатото имавме користење на средства од така наречените глобални светски инвеститори од типот на Светскиот монетарен фонд, Светска банка, Европската банка за обнова и развој, кој уствари има своја усвоена методологија и технологија на распределба на средствата по пат на задолжување на државата и тендери кои ги распишуваат они и ги водат они. И токму заради тие причини таму и таргетите и можноста државата да влијае кој ќе биде изведувач на работите беа лимитирани. Дури ние не можеме да наметнеме наша желба под исти финансиски услови да одредена компанија го работи не, заради тоа што беа поставени високи финансиски захтеви према компанијата која треба да го работи. Така, банкарски гаранции што не може да ги задоволи ни една македонска компанија, фирми така. Да. И по капацитетот на обврските кои беа направени. Број на вработени така. И во делумно за средствата во изминатиот период, особено користењето на парите од Светска банка и така, имаме таква ситуација како што говорите, дека ние можеме да бидеме само подизведувачи. Она што се разликува сега е да кажам дека поволно го оценувам задолжувањето со кредитите кои се од кинеската Ексим банка, која прифати да во договорот за таа работа биде вклучена и клаузулата за ангажман на нашите компании директно. И ценам дека тоа веќе нашите компании го осетија, преку 7000 луѓе се веќе вклучени во директната изведба на тоа и тоа мислам дека го спаси градежниот сектор од колапсот кој некако се наближуваше. Што е важно дека 14 до 15% од вкупниот број на вработени во овој исклучително важен за нас сектор се сега директно вклучени во изведбата на овие проекти и мислам дека тоа ќе биде сериозен, како да кажам, елемент на премостувањето на проблемите во кои можеше државата да се најде. Што се однесува до средствата кои ги имавме претходно наследено, значи особено за развојот на коридорот према Грција, мислам дека таму и понатаму ќе бидеме подизведувачи, со она што е битно дека полека се наметнуваме како добри подизведувачи. Па значаен дел од оние работи што порано и се носеа во Македонија, сега се изведуваат во нашата држава, па барем малку од тие средства да останат овдека како додатна вредност, освен тоа што ќе остане нормално инфраструктурата како бенефит. Господине Пешев, сега да преминеме на еден друг важен сегмент околу вработувањето, односно невработеноста во држава постојано се намалува. Во еден разговор со директорот на Агенцијата за вработување, тој смета дека реално работа бараат околу 100.000 лица во Македонија и што не е многу. Господине Пешев, вие сте приватен бизнисмен, како гледате на решавањето на проблемот со невработеноста? Македонија го има овој проблем уште од моментот на осамостојувањето. Македонија го имаше тој дисбаланс на работната сила и невработеноста, заради тоа што Македонија и во социјализмот имаше сериозен проблем со обзир на тоа дека нејзините најголем дел од вработени беа акумулирани околу градежниот сектор. И да не заборавиме дека во периодот кога Македонија беше дел од Југославија, најголем дел од нашите градежни компании беа ангажирани надвор на најмалку 10 локации надвор од Југославија. Па беа на Блискиот исток, во Африка, во Либија, не знам каде се беа алоцирани. Да. Тоа беше сериозен потенцијал. Оној момент кога Македонија остана сама, она беше затечена со огромен потенцијал на градежна оператива, која не може да ги ја продаде на светскиот пазар, заради многу елементи, првенствено заради тоа што државата беше кревка, финансиски неподготвена да ја прати индустријата, а тоа е многу скапа индустрија, по која се вртат големи пари. И мислам дека тоа е нешто наследство кое го имавме како држава. Што се однесува до вашата клучно прашање, колкава е невработеноста на Македонија, морам да кажам дека тоа воопшто не е едноставен одговор кој треба да го дадеме. Заради тоа што кога ги прашате тие од статистика ќе ви да кажат една бројка. Кога ги не прашате нас работодавачите, ние ќе кажеме дека Македонија нема квалификувана работна сила. Кога ги прашате универзитетите, они тврдат дека произведуваат хиперквалитетна работна сила. Никако да се најдеме околу тоа дали Македонија има доволно или недоволно работна сила, со обзир на тоа дека од која страна да погледате, различно изгледа приказката. Оно што е многу битно да се забележи е дека Македонија за овој проблем не може да разговара нити аргументирано, нити квалитетно, ако конечно не го направи пописот во државата. Ние имаме базичен проблем со тоа што во државата немаме направен сериозен попис веќе скоро 21 години. Ако не повеќе, коригирайте ме ако не знам. Да, 94-та година беше поставено. Оно што е битно исто да се забележи, значи четврт век.
Знаете што, статистиката говори дека ако не направите попис за период подолг од 30 на години, после е многу тешко да се направи пописот, затоа што сите базични параметри кои ви се нужни за корекциите на реалниот попис ви се неупотребливи. А она што е многу важно, анализата на работната сила се работи од година во година на база на параметри за кои и ние повторно не сме сигурни. Значи, ако сега ние имаме ситуација во која говориме дека невработеноста паднала на рекордно најниското ниво 25%, а некој друг тврди дека тоа се на се 100.000 невработени, тоа значи дека има сериозен дисбаланс помеѓу тоа каква е нашата невработеност, а каква е реално расположивата работна сила на која ние можеме да рачунаме. Јас мислам дека таа анализа нити е направена сериозно, нити ние имаме вистинска слика за тоа што е реалната понуда на македонскиот пазар на работна сила. Мислам дека Смятате дека е реална онаа понуда од агенцијата од 200.000 невработени? Мислам дека не. Јас не можам да проценам дали се работи за толков ниво на невработеност. Од позиција на работодавец можам да ви кажам дека таа бројка не ми изгледа таква. Инаку во спротивно тоа би било стварно загрижувачка бројка. Тоа што е многу исто битно е што ние немаме стратегија за каде иде нашава држава од аспект на тоа какви профил на кадар ни треба во годините. Какво образование? Какво образование треба? Ако продуцираме филозофи, социолози. Не сакам да навредам никого, не сакам да навредам никого. Секоја професија си е доволно вредна и важна, меѓутоа економијата е немилосрдна, она бара точно одреден профил на работна сила кој за економијата и треба. Вие може да произведувате што сакате, меѓутоа објективно ние имаме реално недостиг на високо едуциран кадар, меѓутоа не во областите на социјалните науки, него имаме сериозен недостиг на инженери, техничари, а и огромен недостиг имаме на реално работна сила која најголем дел од странските инвеститори ја абсорбира од нашиот пазар на работна сила. А кој е тоа? Средно образован со висок капацитет на употребливост, значи со додатни вештини кои се добиваат низ дообуки и дошколувања, кои секако не се универзитет, али се 1 до 2 години, кажам, работа низ пракса или специјалистичко образование, начин на кој луѓето ќе се стават во модерниот систем на производството. Мислам дека тоа мораме да го направиме со прецизна анализа какви профили на нашата индустрија ќе требаат во период што следува, иначе во спротивно ќе продолжиме да произведуваме кадар и ревизијата на образовниот систем веднаш ни е потребна. Ние мораме да се соочиме со реалноста дека вака продолжиме ли, ќе произведуваме само млади луѓе кои после завршувањето на школото ќе се заменуваат од државата. Ќе станеме земја на стари луѓе која нема можност да реално произведува доволно ни за сопствени потреби кадар, а да не говориме за странски инвеститори кои ќе побараат, еве да кажам, слушнам сега инвестиција која ќе бара 200 програмери, па следната индустрија ќе бара 300 програмери, а ние знаеме дека вкупниот капацитет на производство на програмери во државата не достига 300 програмери годишно, од кои во Македонија, од кои половината веќе заминали. Почитувани слушатели, тука предлагам да направиме една пауза со нашиот соговорник Антони Пешев, председавач со Собранието на Стопанската комора на Македонија. Тонам во море од солзи, солзи на љубовта, горе на небо со звезди, те сакам пишува. Негде далеку во сами дел од градот, две усни треперат и место нежно да љубат и е време губат и пак се карат и по кој пат се зборува за истите грешки, само се трошат зборови, устни служат да раскажат за љубовни мисли и да ја покажат љубовта и пред да те бахнам ти ми велиш каде беше вчера. Затвори, слушай песна како те гали, со нежни стихови, почувствувај го ритамот на срцето мое и очи затвори и пред да те бахнам ти ми велиш каде беше вчера ти, тонам во море од солзи.
те сакам пишува. Тонам во море од солзи, солзи на љубовта, горе на небо со звезди, те сакам пишува. Тонам во море од солзи, солзи на љубовта, дека до безкрај те сакам, на небото пишува. Македонско радио. Радио Скопје. Актуелно. Актуелно. Почитувани слушатели, разговараме со Антони Пешев, председавач со Собранието на Стопанската комора на Македонија. Претресуваме повеќе економски теми. Финансиските разузнавачи велат дека голем дел од криминално стекнат капитал повторно се враќа во земјата од разни офшор компании, некои се наоѓа дури и во срцето на Европа. Ти објаснуваат дека чести се случаите кога македонски бизнисмени отвораат офшор фирми во некои екзотични острови или земји кои важат за даночни раеви, а потоа преку нив купуваат фирми во Македонија и го имаат превезот на странски инвеститор. Господине Пешев, се повеќе во јавноста се зборува дека со Македонија владеат десетина богаташи кои се во тесни семено и пријателски и партиски врски. Дали ова точно се согласувате ли со овој коментар? Изјавата е исклучително тешка и проблематична за коментирање. Прво, точно е фактот дека во последните години имаме серија на инвестиции кои се направени од дестинации кои се, да кажеме, во така наречената група на екзотични дестинации каде што данокот се крие. Меѓутоа, морам да кажам дека светската економија тоа не го има како исклучително негативна ситуација. Меѓутоа, она што загрижува е повеќе нетранспарентноста и начинот на кој тие средства се изгенерирани, и можам да ве уверам дека со денешниот развој на информатиката скоро да нема нешто што е тајно во светот. Ако се вистинити оние обвинувања за кои вие говорите, до тие сознанија ќе се дојде. Она што е битно да се разбере е дека за мене е поважен фактот дали заради таа работа стојат реални бизниси кои изгенерирале вишоци на добивка кои биле акумулирани надвор. Ако е тоа така, јас го поздравувам враќањето на средствата назад во државата и ставањето на тие средства на располагање на економијата. Од друга страна, мислам дека ова што го говориме дека не е универзална или ексклузивна ситуација која има Македонија, говори и фактот дека, например, на Италија во неколкократно вршеше амнестија на капиталот кој требаше да се врати во државата. Па и Путин тоа го направи, и председателот Путин во Русија го направи истото, и големи, богаташи се вратија за губернатори во одредени области во Русија за да инвестират парите. Тоа е позната работа, нели? Јас мислам дека кај нас тоа не можеме ни законски да спроведеме, ниту пак верувам дека има политичка волја за таква работа. Виде, она што е нејасно е дали тој капитал, ако реално потекнува од Македонија, дали бил стваран во годините за кои скориве години за кои говориме, или е тој стваран уште од почетокот на независноста на Македонија. Говориме за сива зона на капитал за која потеклото не го познаваме и мислам дека би било многу паушално и слободно да се констатира дека тие припаѓаат на поединци, ако за тоа немаме никаков податок. Значи, тоа дали е добро да ги вратиме парите? Дефинитивно, дефинитивно. Она што веројатно многумина нема да се сложат со мене, за мене е многу позитивно да тие средства се вратат до државата. Затоа што државата во спротивно треба за тие средства за развојот на својата економија да се задолжи повторно, затоа што домашни извори за финансирање скоро и да немаме. Македонија полека доаѓа до исцрпување на целокупната свој финансиски капацитет низ сите овие години каде што имавме убрзан економски раст, а немаме предвидување дека таквата динамика може да продолжи неограничено. А не знаеме ни дали пазарите ќе респондираат така како што беше проектиран економскиот раст. Затоа што ако не се одржи економскиот раст, тогаш ќе полека ќе влегуваме во рецесија и тогаш ќе биде се потешко и потешко враќањето на кредитите за кои сме се задолжили. Сметате дека е добро државата да воведе законска регулатива и овој капитал на угледните богаташи од Македонија да си го вратат капиталот во Македонија на легален начин? Не знам, тоа искрено да ви кажам, тоа е авангардна определба. Некои држави во светот тоа се определија да го направат. За мене е тоа малку во зоната на шпекулациите.
Ценам дека значен дел од граѓаните во Македонија нема да го поддржат тоа како концепт и затоа не би сакал да влегувам во шпекулирање на нешто што дури ни јас не знам дали во Македонија ќе биде прифатено добро или лошо. Економски Но од реков, економски аспект од е економски аспект оправдано. е оправдано. Меѓутоа политички има многу прашалници околу таа приказка, заради тоа што стално ќе ви го отворат прашањето на легалитетот на капиталот, како е створен, дали е за него платен данок, кога бил стваран, на кои елементи бил стваран, на кои локации бил стваран, дали бил правен во меѓународните финансиски токови генериран, кој стои за таа работа, дали има можда криминални дејанија околу тоа. Затоа викам дека јас можам само да го коментирам економскиот импакт на таа работа. А она што е битно да се забележи дека за жал веќе нема за гарантирани даночни раеви во светот, со обзир на тоа дека информатичката технологија скоро сите за неа сите токови на парите се видливи. Македонско радио. Радио Скопје. Актуелно. Актуелно. Почитувани слушатели, го продолжуваме разговорот со нашиот соговорник Антони Пешев, председател, односно председавач со Собранието на Стопанската комора на Македонија. Македонија, според корупцијата во бизнисот, е на дното на скалата на земјите од регионот, се наведува во заедничкиот извештај на Канцеларијата на Обединетите нации. Имено извештајот под наслов "Бизнисот, корупцијата и криминалот на Западен Балкан, влијанието на подкупот и други облици на криминал на приватното предприемништво" и направен врз основа на разговорот со повеќе од 12.700 компании, покажува дека корупцијата е третата најголема пречка во бизнисот во регионот. Значи, рековме, Македонија се наоѓа на дното во подкупот, во ова нелегална работа, имено се смета дека во Македонија подкупот е околу 700 евра, додека пак најголема корупција и подкуп има во Србија и во Косово. Господине Пешев, како да се надмине ова? Корупцијата не е нов феномен кој постои во Македонија од скоро време. Она што е интересно да се забележи дека регионално не сме лидери во делот на корупцијата, што е малку охрабрувачки, меѓутоа не треба да не радува, заради тоа што корупцијата треба да биде сведена на минимум. Значен дел од државите нон-стоп имаат перманентно отворена битка против корупцијата и тоа го имаат како своја таргетирана цел. Значи има држави во кои тоа се дига на ниво на државна стратегија, како да се елиминира корупцијата комплетно од функционирањето. Мислам дека и последните извештаи не само на оваа институција, него и на Transparency International и сите говорат дека Македонија се наоѓа тука некаде кај регионот, дури се наоѓа под земите во регионот, што би требало да не радува, меѓутоа не радува заради тоа што сепак постои и како таков феномен треба да се елиминира што е можно побрзо и поефикасно. Оно што е битно да се каже дека корупцијата во светот како искуство елиминирана само кога државата влегува свесно во процесот на дерегулација, односно со намалување на бирократизирањето на процесите, намалувањето на тие бариери и процедури во процесот на добивање на дозволи, контролата на компаниите, јавните тендери и сето тоа. Значи, дерегулацијата и воведувањето на транспарентни процедури, воведувањето на процедури кои ќе доведат до ситуација каде што се видливи можностите за овој тип на криминал, ја намалуваат и потребата да се врши тој тип на криминал. Не треба да ве потсетам дека свеж е примерот на проблемите што Србија ги има со царината која и понатаму е корумпирана, токму заради нискиот праг на можноста да се внесе нешто во Србија, која е толку низок што уствари скоро секој граѓанин го става во ситуација да биде криминалец. И така го поставите параметрот, значи не сте го поставиле примерот или прагот на ниво кој е нормално го ставате човекот да биде ставен во ситуација да се бави со таков тип на криминогени дејанија. Македонско радио. Радио Скопје. Актуелно. Актуелно. И моето последно прашање, господине Пешев, се однесува на предлозите и мерките на Стопанската комора на Македонија, кои се упатени до владата за подобрување на економскиот амбиент. Кои се суштинските барања на Стопанската комора на Македонија? Комората по својата суштина е асоциација која ги обединува работодавачите. Значи, наши членки се оние кои за економијата размислуваат од позиција на работодавач.
Компаниите, правните лица кои функционираат во економијата, нормално сакаат да имаат предвидливи, остварливи, квалитетни услови за работа и мислам дека бизнис климата во Македонија во изминатиот период се подобруваше, меѓутоа во значајна мера не беше комплетно транспарентна, остави простор за многу дилеми, остави простор како што говоревме заради државниот интервенционизам, позиции во кои одредени сектори идеа многу брзо напред, остави простор во кој други сектори би оставени сами на себе. И мислам дека позицијата на комората секогаш била во правец на тоа дека владата секогаш при дизајнирањето и на буџетот, и на своите развојни програми, и на политиките, било опозиција, мора да разговара со реално со деловната заедница околу дефинирањето на следните таргети од позиција не заради тоа да ни направи наша услуга, него да направи политика или стратегија која е остварлива, транспарентна и која на долги стази може да генерира бенефит за граѓаните. Оно што секако морам да го кажам, кои се главните наши приоритети. Првенствено се работи за тоа дека Стопанската комора нема да отстапи од својата определба, дека ќе поддржи секаква опција која ќе го задржи нивото на ниски даноци и цврста фискална политика. Мислам дека таа комбинација во изминатиот период се покажа како ефикасна. Токму и заради тоа беше можно буџетот да се качи на ова ниво на кое се качи. Втората битна карактеристика е дека комората секогаш ќе поддржи иницијативи во која ќе се помогне да биде поконкурентна и поподготвена да излезе на странските пазари, зашто ние имаме перманентна заложба за стимулирање на извозот, односно поддршка и на оние компании кои реално имаат извозни капацитети во Македонија, а заради немањето на финансиски средства не се во состојба да излезат на светските пазари. Па и докапитализација на македонската банка Токму за заради проектот тоа. на развој, така Токму која да. вас компаниите биве стимулирала со поволни кредити. Токму заради тоа и ценевме дека ќе биде нужно да како еден од легалните и легитимните механизми по кои државата може да влезе во економскиот сектор, да не направи сериозни пореметувања нити во сектор економија, беше преку механизмот на банката за поддршка на извоз, заради тоа што на развој, заради тоа што токму низ таа банка, низ искуствата кои ги има например на Хрватска, која има 10 пати поголем капацитет на таа банка, се покажува дека она е алтернативен извор, особено за оние компании кои се наоѓаат на почеток на своето функционирање или се наоѓаат во ситуација да не може да ги исполнат тврдите и ригидните барања кои финансиските институции, банките им ги наметнуваат за да можат да се задолжат. Не е тајна дека во државата не може да работи само со сопствени средства. Мора да рачунате дека во еден момент некој треба да ги подржи вашите иницијативи. Значи имате разбирање во владата за мерките и предлозите на комората. Искрено да ви кажам, не знам дали како да го оценам тоа ниво. Досега комуникацијата беше, да кажам условно, коректна. Се надевам дека од коректна ќе преде во одлична. Тоа значи дека таа комуникација, мислам да за секоја политичка гарнитура ќе биде од многу голема важност заради остварливоста на нивните генерално политички планови и можноста државата да функционира како реална економија, со обзир на тоа дека не се наоѓаме во нити во неразвиен простор, него се наоѓаме во срцето на Европа и имаме потреба да конкурираме со сериозни држави кои имаат сериозни економии. Македонско радио. Радио Скопје. Актуелно. Актуелно. Почитувани слушатели на Македонското радио, Радио Скопје, во изминатиот период разговаравме со председавачот на Собранието на Стопанската комора на Македонија Антони Пешев. Претрасовме повеќе прашања од доменот на инвестициите, странските инвестиции во Македонија, решавањето на проблемот на невработеноста, решавањето на проблемот со корупцијата и така натаму. Господине Пешев, ви благодарам што бевте гостин во радиото. Ви благодарам и вас за можноста да проговорам.